Денеска се собравме тука, пред 65 дена започнахме да чекориме по еден пат. Денес сакаме да ги информираме сите, да ги подсетиме сите, да ги охрабриме сите, дека продолжуваме да чекориме по истиот пат по кој што тргнавме. Тоа е патот на граѓаните кои што се за заедничка Македонија, патот на граѓаните кои што се борат за националните интереси на оваа држава, патот на граѓаните кои што ја сакаат неизмерно Македонија и не сакаат да дозволат и нема да дозволат никој да ја третира како играчка, да ја користи во подкусурување, да се игра со незе и да ја води по други патишта од кои што нема враќање. На македонецот му е во генот да биде борбен, да се бори, ние тоа ќе продолжиме да го правиме, како што тоа го правевме 60 дена, мирно, достоинствено, цивилизирано, одлучно, храбро, енергично, со многу волја и после сите овие во последниве неколку дена обиди за деморализирање на граѓаните, за одвраќање на луѓето од улица, за осуетување на нашето движење, за лепење на етикети како дека ние сме биле некакви терористи и убици во обид, таквите негативни квалификации и измислици дополнително ќе не охрабрат да продолжиме да го правиме она што го правевме 60 и кусор дена. Денеска во 17 часот пред владата на Република Македонија повторно се собираме, ги повикуваме сите граѓани да дојдат во што поголем број и ќе чекориме по нашата патека на државноста, бидејќи друга патека и друга држава ние немаме. Воедно, во светло на она што се случуваше во изминатите неколку дена, имаме еден апел да упатиме до органите за јавниот ред и мир и до основното јавно обвинителство. Тие треба да си ја работат својата работа, меѓутоа треба да бидат многу внимателни, да не се обидуваат само за да пополнат бројка и да прикажат дека ете нешто сработиле, да собираат луѓе и да приведуваат луѓе и да им одредуваат мерка притвор на луѓе за кои што немаат материјални докази дека направиле било какво дело од оние немили сцени во четвртокот на 27 април. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија 60 дена повикуваше на мир. 60 дена ги повикуваше и партиите да влезат во диалог со граѓаните за да се среди ситуацијата во Македонија. Очигледно, поради немање храброст кај сите партии да седнат намаса и да разговараат за ситуацијата во која се наоѓаме, доведе до тоа да во Македонското собрание беше извршен државен удар. Нелегитимно, непроцедурално, вон сите правила и прописи. Така што граѓанската иницијатива за Македонија денеска бара правна помош. Правна помош од интелектуалната елита на Македонија, не само правници, туку философи, социолози, психолози, уставни стручњаци, да составиме правен тим со кој граѓаните на Македонија ќе ја тужат нефункционалната држава, па макар тоа било и пред меѓународните судови. Таква можност во европското право на кое се базира нашето законодавство не постои, меѓутоа се познати во англосаксонското. Ние оваа работа легалистички сакаме да ја тераме, како што и баравме од самиот почеток и создавањето на ова движење. Ги молам сите добронамерни, стручни лица да се приклучат во оваа тужба во која граѓаните ќе ја тужат нефункционалната држава. Очигледно само граѓаните се функционалното нешто. Ве повикувам во 17 часот цела Македонија, кој колку може пати да ги повика и своите блиски, роднини, соседи, колеги, да учествувате. Само бројноста, присуството и упорноста е нашето оружје. Никакво насилство, никакви повици на омраза, се додека не се решат работите.